Загубениот лиман, трет дел. Најпознатото мистериозно суштество во земјата, познато како Забаду. Мислиш дека навистина постои суштество како Забаду? И од тогаш не го видов. Мислиш дека твојот пријател се уште е жив? Јас? Најдов човек од таму кој што ќе не вози. Се вика Енџи. Бев многу возбудена кога слушнав дека вие имате некоја трага што може да не одведе до Забаду. Па, може нема да успее, но вреди да се обидеме. Арбакал, така ли? Јас сум Дирк Динкум, светски познат истражувач. О, здраво! Те гледав на телевизија. Сите ме гледаат. Само сакав да те предупредам. Забаду е мој, јасно? Ако ми застанеш на пат да стигнам до него, тешко тебе ќе биде. Види го ова, оди. Џон најголемата кула од желатин, веднаш ќе ја снема. Тргни ми се од патот, Динкум, или ќе зажалиш ти. Те предупредив. Од кога Џон не е безработник? Од кога свати дека другар му Лиман е во неволја, ете од кога. Не обрнувај му внимание. Нема. Каде ти е автомобилот? Имам теренско возило. Паркирано е за Даголот. Еве овде. И како што планиравме, ќе ве однесам право во џунглата. Баш како што сакам. Сакам да сум дома, сакам да сум дома. Ми се допаѓа тоа што го кажа Дирк. Сега објасни ми, зошто сакаш да го скрија мојот телефон во џипот на Енџи? Инсталирав апликација во твојот телефон со која ќе ги следиме каде се. Добро. Па добро, ќе го следиме на мојот телефон. Каде и да отидат, ќе им ја знаеме нивната локација. Ако некој успее да го најде Забаду и со тоа стане познат и се збогати, тоа ќе биде Дирк Динкум. Мислиш на се, Дирк? Џунглата има 10.000 квадрати, но луѓето што го виделе Забаду го пријавуваат само овој мал дел овде. Однеси ме таму и ќе ти покажам како мислам да го лоцираме и да го фатиме тоа суштество. Сигурно е нејзиниот мобилен, врати го каде што го најде. Мислиш дека е вистина тоа суштество Забаду да држи луѓе како заробеници? Не знам ни дали воопшто постои некој чудовиште како Забаду. А ако извештаите се точни, не сум ни сигурна дека е чудовиште. Сега не смееме да се одвоиме и да не се оддалечуваме од џипот премногу. Уау, заглавени сме среде пустелија и се прашувам дали тука може да се најде добра пица. Еј, каква птица си ти? Јас сум франистанска кукавица. А што прави франистанската кукавица, кажи ми? Што прави франистанската кукавица? Уау, еј, тоа не е лошо. Еј, тоа не е лошо. Добро, сега може да престанеш. Добро, сега може да престанеш. Еј, види, почнувам да се нервирам од ова. Почнувам да се нервирам од ова. Мачорот Гарфилд е најпознатото суштество на целата планета и треба да му дадете многу храна и многу пари. Извини, не смеам така да лажам. Извини, не смеам така да лажам. Еј, тоа не беше лошо. Еј, тоа не... Не беше лошо. Добро, сега може да престанеш. Добро, може да Станеш? Па, кој е тој посебен начин на кој што мислиш да го најдеш Забаду? Ете го, тука е. Оди. Тој има одличен нос. Но како знае како мириса Забаду? Не знае, но се сеќава на мирисот на неговиот претходен собственик, а веројатно Забаду го држи како заробеник. Вреди да се обидеме. Хеј, Напред е реонот во кој што најчесто го имаат видено Забаду. Ги гледаш оние ловци? Не треба да бидат овде. Ова е заштитена област. Не е дозволено да се лови.
Животните овде се загрозени видови. Видови кои што ќе исчезнат ако не им дозволиме да се размножуваат. Вели дека ги нема многу и треба да им помогнеме да станат побројни. Значи, најчесто забаду се појавува овде? Така е. Кога ќе дојдат диви ловци, се чини дека... Доаѓа. Сега гледај. Каков е тој звук? Можно ли е да е забаду? Не биди глупав. Забаду е само бајка. Не постои, се разбира. Веќе не ги гледам во близина. Еве го! Може треба да го следиме до неговото дувло или каде што ги чува затворениците. Изгледа ова чудовиште ги напаѓа само тие што ловат нелегално. Предпоставувам и вашиот другар Лиман го правел тоа. Лиман, да лови, нема шанс. Никогаш не се знае. Го знам Лиман и знам колку ги сака животните. Со години живеевме заедно, тој не сакаше да убие ни лебарка. Што мирисаш, Оди? Пица? Или тако си? Лиман? Оди, врати се! Обично не трчам ако нема пица или тако си, но во овој случај... Забаду отиде во тој правец. Оди! Мислам дека отиде понаа патека. Ај. Оди! Има патека до таму од оваа страна. Брзо. Леле, овие екстра долги епизоди на вистина исцрпуваат. Оди, не се доближувај! Тој подалеку од Забаду. Оди да направи глупост? Какви се шансите за тоа? Оди? Како може Забаду да го знае името на Оди? Може би го обожува нашето шоу. Го знае, бидејќи тоа е Лиман. Џон, мило ми е што те гледам. Воопшто не си сменет, жал ми е што ти кажувам. Хеј! И ти ми не достигаше, момче. Па, Енджи, мило ми е. Супер, но може да ми објасниш што правиш во овој костум? Мислев дека си фотограф. Се откажав, сега имам нова работа. А што е тоа? Јас сум Забаду. Едва и чекам да го објасни ова. Побрзо, Бакли. Мора да стигнеме кај Забаду пред Арбакл, ајде. Аз се обидувам, другар, но патот е полн со дупки. Речи си, нема пат, знаеш? Според ова, твојот мобилен телефон, а со тоа и нивното возило се на 2 километри по овој пат каде што одиме сега. Упорно ти кажувам дека ова не е пат. Продолжи да Динко. возиш, ајде. Што мислиш, чие дубло е тоа? Ајде да видам што се случува овде. Ау! Ау! Ау!
Но зошто не ми пише или да се јавеше Лиман? Да ми кажеше дека си Гледаш жив? телефон овде? Или пошта? Извини, не помислив дека ќе поверуваш во се што ми се случи. А што ти се случи? Изгледа како да се повторуваат сцени. Сместете се удобно, луѓе ќе се обидам да преведам што зборува. Како што се сеќаваш, дојдов овде да направам слики од Забаду. Па групата со која што дојдов не можеше ништо да најде, па ме знаеш, решив да се обидам сам, едно поплан не дојдов овде. Голема грешка. Немав среќа. Всушност, почнав да верувам дека Забаду е само легенда. Кога одеднаш? Не можев да верувам. Но пред мене стоеше суштество високо од 2 метри. Брзо ја наместив камерата и се трудев да бидам тивок. Но во лош момент се вклучи блицот. Уау! Уште една голема грешка. Трчав како луд, се обидував да избегам од чудовиштето. И додека трчав се загледав одзади и паднав. Најголемата грешка. Изгледа имав среќа во несреќа. Забаду не дојде по мене и единствената повреда ми беше скршената нога. Но проблемот беше што не можев да одам, а немаше никој околу мене. Помош! Помош! Лежев со часови додека некој не ме најде. Сигурно си бил исплашен. Не знам што значи зборот исплашен. За жал знам што значи преплашен. А некој од нас знаат што значи зборот огладнувам. Бев сигурен дека нема да преживеам, но тогаш се случи нешто чудно.